Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Слепиот кинески дисидент, што вчера замина во надлежност на кинеската влада, доброволно, денеска бара заштита од САД. Деталите веднаш на почетокот, пошто ќе ви кажеме што друго прави наслови денеска. Американски официјални лица потврдија дека слепиот кинески дисидент Чен Гуанченг сака да замине од Кина со семејството еден ден по напуштањето на американската амбасада, каде мина речиси една недела откако избега од куќен притвор. Случајот го засени годишниот диалог за стратешка безбедност, што денес почна во Пекинг, каде е американската државна секретарка Хилари Клинтон. Обединетите нации и групите за права на медиумите кои го одбележуваат светскиот ден на слобода на печатот велат дека арапската пролет ја попушти јамката на некои влади врз новинарството, но многу и натаму вршат притисок врз медиумите. Останете со нас за ситуацијата со новинарството, ќе зборуваме уште во емисијава. Слободата на медиумите се смета за клучна за едно здраво општество, но има влади кои прават се што можат да го блокираат пристапот до нелимитирана информација. Денес, на овој светски ден на слобода на печатот, се фокусираме на оваа тема. Пристап до неограничена информација е нешто што сите го сакаат, но сите не го добиваат. Да се бара и да се доби информацијата е фундаментално човеково право. Джоел Сајмон е директор на независна организација што промовира слобода на печатот во светот, наречена Protect Journalist. Неговата организација објави извештај со листа на 10 најцензурирани држави. Еритреја е сосема затворена. Новинари не може да влезат. Нема странски дописништва. Комплетно е цензурирано. Но Давид Хейл од амбасадата на Еритреја во Вашингтон вели дека извештајот е неоснован. Има многу видови сателитски чини низ градот и надвор, интернет кафулиња, луѓето читаат. Но Комитетот за заштита на новинари на годинешнава листа ги вклучува и Северна Кореја, Сирија, Иран, Екваторијална Гвинеја, Узбекистан, Бурма, Куба, Белорусија и изненадување. Саудиска Арабија долго беше затворено општество. Политичко критикување, што може да се дефинира како богохулење, критика на верските институции, е силно потиснато. Саудиската амбасада во Вашингтон не одговори на извештајот. Иако професионалното новинарство продолжува да има критична улога во светот, голем дел од информациите доаѓаат од граѓани новинари, преку платформи на социјалните медиуми. И понекогаш е тешко да се одвои што е вистините. Владите од друга страна продолжуваат да цензурираат заштитувајќи ги сопствените интереси. Но новинарите сериозно ја сваќаат улогата на борци за слобода на информацијата. Многумина плаќаат со живот. Само годинава 17 новинари загинаа вршејќи ја својата работа. Ringling Brothers and Barnum and Bailey е најстарата циркуска компанија што се уште е оперативна. Започна да дава представи во раните 1890-ти. Повеќе од еден век подоцна, компанијата одржува многу од традициите на циркусот, вклучувајќи и патување со воз. Два циркуски воза се на шини во исто време, со две различни групи на изведувачи. Гласот на Америка ги сретна во Вирџинија. Do you have what it takes to be a hero? Do you have what it takes to fly? На новата представа на Ringling Brothers and Barnum Bailey се вика Змејови. The north, the south, the wild west. Директорот на циркусот Джонатан Ајверсон е поранешен оперски пејач кој се приклучил на циркусот пред 10 години. Бил привлечен од историјата и мистиката на компанијата што себе си се нарекува најграндиозната представа на земјата. Part of that mystique is the world's largest privately owned train. Дел од мистиката е најголемиот воз во собственост на приватна компанија. 350 изведувачи, актери и членови на екипата и животни. Сите патуваат воз низ Америка. А патуваат во 60 вагони, што прават колона од километар и пол. На пат се 11 месеци во годината. Во вагоните тие живеат. Семено, готват, јадат, се бањаат, перат, се. It's so much fun and it gives us
Забавно е, како секоја недела да сме на одмор. Посетуваме различни делови на државата. Америка е прекрасна. Кловнот Алекс Барни, втора генерација на кловнови, се согласува. Патувањето со воз ве носи од град во град. Гледате што е меѓу нив. Тоа е најдобар дел од оваа работа. Вагонот што е кујна и пекара, наедно и е место за дружење. Мајко Воган е готвач, со 6 помошници. Вели, ова е како да готвите за големо семејство. Со секој нов град доаѓа и ново поставување на кујната. Воган често приредува забава по представата. А додека родителите работат, децата учат. Во училница за сцената. Мана Кутелс е учителка. My experience working here with Ringling in the past. Од моje искуство можам да кажам дека за некои деца ова е подобро од редовно училиште, зашто децата се во помала група и добиваат поголемо внимание. 7-годишната Софија Петров е од Унгарија. It's fun. I get to meet a lot of new people. Забавно е, сретнувам луѓе од цел свет. Овој циркус има таленти од 18 држави. Акробатот Паоло дос Сантос е од Бразил. Го слави роденденот на двајцата синови пред шоуто. Среќен сум, сите ќе дојдат, моите пријатели и децата, сите заедно ќе се забавуваме. Секое ново застанување значи запознавање на нов град, но циркускиот воз е град сам за себе, без постојана адреса, но тука секој е дома. Пари, работа и економија. Звучи како стрес, нели? Ако тоа ве мачи, не сте сами. Гледајте Newsflash утре, ќе ви кажеме како некои американци се справуваат со стресот. Магична формула нема, но групи за помош секако помагаат. Гледајте утре во Newsflash. Се за емисијава може да не гледате, слушате и читате и на интернет на адреса glasnaamerika.com или да се дружиме на Facebook. Поздрав до утре! Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон, а вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Пријатна вечер!